Режимот на ВМРО ДПМН 10 години владее со страф. Режимот на Никола Груевски 10 години владее со злоупотреба на полицијата за партиски цели. Режимот на Никола Груевски ВМРО ДПМН 10 години владее со насилство. Беа апсени неистомисленици, беа апсени бизнисмени, беа апсени новинари, беа апсени лидери на политички партии, беа апсени дури и обични граѓани. При тоа, беа тепани и сврлани пратеници, беа тепани опозиционери и новинари, беа тепани и граѓани кои мирно протестираа. Во 2009-та, за прв пат во сред Скопје, на плоштадот Македонија, беа тепани и студенти. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН 10 години владее и со фалсификат. Фалсификува лични карти, фалсификува документи, фалсификува и цели изборни циклуси 10 години поред. И сето ова, слушнато, потврдено, запечатено и докажано преку бомбите од вистината за Македонија. Ова, почитувани граѓани, колеги пратеници, е и причината за политичката криза, ова е и причината за формирањето на специјалното јавно обвинителство, ова е причината за оставката на Никола Груевски и за формирањето на техничка влада. Техничка влада во која МВР повторно ќе биде вратено во рацете на граѓаните. Па така, во својот препознатлив гангстерски стил, ВМРО ДПМН преку своите насилници и послушници фалсификуваше и студентски избори. Студентски избори без паравани и тајност на гласањето. Студентски избори без избирачки список и правилник за избори. Кажете до кого е прашањето, за да знае. Го поставам сега за кратко. Кажете до кого е само. Студентски избори исполнети со фалсификат и насилство. Ова, почитувани граѓани, колеги пратеници, ова не е познатиот скопски маратон. Ова е шверцерско шетање и крадење на избирачки кутии од студентските избори по улиците на Скопје. Овие луѓе овде, со темни ночари, со бричени глави, со ланци златни како излезени од мафијашки филм, не се студенти. Само Тие до се кого е вработени, прашањето, ве молам. сега ќе дојдам до поентот. Тие се вработени во јавни предпријатија во општина Битола и тие се оние кои ги украдоа гласачките кутии од студентите. Студенти не се, а добар дел од нив никогаш не ни биле. Но, тука не завршува голготата на вистинските студенти. ВМРО ДПМН и што би рекла Гордана Јанкуловска, МВР, уплашени од силата на студентите, насилно ги одземаа гласачките кутии и повикуваа специјални полициски сили да се спротистават на студентите. И не, почитувани граѓани, медиуми, колеги пратеници, ова, не дај Боже, не е 2001 или не дај Боже диво населје. Ова е реакција на Министерството за внатрешни работи, што би рекла Гордана Јанкуловска, МВР, за протест на 200-300 студенти кои мирно протестираа. Со присуство на десетици полициски джипови, стотици припадници на единицата за брзо распоредување, позната како ЕБР. Но, и со оклопни возила Хермелин, опремени со тешко вооружување, со митралези, што може да ги видите на сликата.
Не баре полицијата ќе пука на собствените студенти. На овој начин и со ваква реакција, партиската полиција го игнорираше крикот и повикот за помош од вистинските студенти и реши наместо тоа да им се спротистави и да ги тепа. Од страна на припадници на полициските сили, а под команда на министерот во заминување за внатрешни работи Митко Чавков, студентки беа згазени, студенти беа клоцани и брутално тепани. Полицијата, почитувани граѓани, ја тепаше иднината на својата држава во заштита и одбрана на фалсификаторите од ВМРО ДПМН и на Никола Груевски. Полицијата, почитувани граѓани, беше повторно по кој знае кој пат злоупотребена за партиски цели, а режимот на ВМРО ДПМН повторно и повторно си го покажа своето грдо лице. Од тука поставувам две прашања до министерот за внатрешни работи во заминување Митко Чавков. Прво, со име и презиме, кој ја издаде наредбата за тепање на студенти од страна на припадниците на ЕБР, единица за брзо распоредување, на 36 оваа година пред канцелариите на студентскиот парламент во Скопје, односно пред студентскиот дом Кузман? И второ, бидејќи вие, господине Чавков, велите често дека полицијата работи за граѓаните, директно ве прашувам и чекам директен и недвосмислен одговор. Колку пари од буџетот, пари од граѓаните на Република Македонија беа потрошени за акцијата во која полицијата под ваша команда тепаше студенти на 36 во доцните ноќни часови пред канцелариите на студентскиот парламент во Скопје, односно кај студентскиот дом Кузман? Очекувам директни и недвосмислени одговори, односно не округло па на ќоше, што би рекле граѓаните, како во соопштението од страна на МВР за овој настан. Колеги пратеници, господине Чавков, кога веќе изборите за студентски лидер беа фалсификувани и уништени, кога веќе иднината на оваа држава, студентите, беа брутално тепани и газени, кога веќе целосно вие, вашата партија и Никола Груевски ја узурпиравте и партизиравте полицијата, и кога веќе сте министер за внатрешни работи во заминување, најмалку што можете да направите и најмалку што должите на студентите, на нивните родители и општо на граѓаните на Република Македонија се директни одговори на овие прашања. Во спротивно, избегнувајќи ги одговорите или не давајќи прецизни информации што ви е должност, фрлате сомнеш дека вие или Никола Груевски сте директните нарачатели на ова брутално тепање на студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи.